Unë nuk do të dua ta them ndryshat që tha dhe kryeministri, shkaku që nuk është një procedurë që varet nga pushteti. Ajo që varet nga pushteti është reformimi i sistemit. Dihet botërisht që me ardhen e kësaj qeverie ka tentim të vazhdueshëm për reformim të sistemit, duke nisur nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli i Prokurorëve, sepse ato janë në kupollën e sistemit të drejtësisë. Pra në këtë sistem të drejtësisë, të cilin gjykatësit dhe prokurorët janë nxjerrur në përzira partijake, ne këtë mund ta presim. Ne do të inkurajojmë çdo prokuror dhe çdo gjykatës që edhe në këtë rast, si shumë raste tjera, tragjeditë që na kanë ndodhur në një varg në të kaluarën, duhet i trajtojnë njerëzisht dhe jo politikisht, dhe unë besoj që vetëm ashtu do të vim deri te fajtorët e vërtet dhe vetëm ashtu do të vim deri te vendimet e sakta. Nuk ka akoma hetim për shkaqet e zjarrit. Si e komentoni këtë? Dhe a janë dënuar ata që Unë mund edhe një herë të bëj apel deri tek prokurorët dhe gjykatësit që edhe spitalin modular, edhe raste tjera, ti trajtojnë në esencën e problemit dhe jo vetëm për të kamufluar ashtu si ka ndodhur edhe me raste tjera që u përmendën, edhe Besa Transi, edhe Durmo Tursi, edhe gjithë tjerët. Do thonë procesi ka qenë për të mbuluar të vërtetën. Unë uroj dhe inkurajoj edhe një herë edhe prokurorët, edhe gjykatësit që të vinë deri te esenca e problemit. Дали će se вработуват околу 3000 вработ албанци пред локални избори? За друго дојдов дека одговор на тоа прашање сте добиле многу пати. Лицата во почани истакат Да ја следим. околу помош, зголемена помош и Апсолутно имаме организиран пристап и со родителите се видов, најголемиот дел од родителите, и ќе продолжам да се гледам, да разговараме, да помагаме и за оние кои што се повредените, но и за оние кои што за жал ги загубија своите најмили. За губернаторот Трајко Славецки кој е предлог на Да. Ајде уште едно прашање, готово. После за губернаторот. Предлогот на Венко Филипче да се сретнат лидериве. За вас прашање дали ќе присуствувате Пајве и за господинот Касами и за предлогот на председателката Славецки да биде губернатор. Јас кажа во минатото дека тоа е одлука на председателот на државата, не е одлука на владата. Согласно устав, председателката на државата го понесува тој предлог, така што немам што да коментирам. Предлогот ќе ја добие поддршката од пратеничката група на ВМРО ДПМН, што се однесува за предлогот за лидерска средба. Јас немам таков добиен официјално предлог, да видиме кој би бил дневниот ред, па потоа ќе се произнесеме. Ви благодарам. Ако навистина мисли дека е така, тоа што треба да постапува, затоа што од филозофирање и гола реторика народот нема фајда. Завршовски вице-премиерот Антоловски денеска во Лондон го потпишува договорот со британската влада. Вие имено најавите изградба на факултет во Штип. Може ли да излезете со повеќе детали и место кое што е традиционално земјоделско регион, дали видите извозот на земјоделски производи? Да, апсолутно. Ќе почнам од второто прашање. И исклучително многу вложивме и во делот на земјоделието. Кај земјоделците навистина доста трансфери се направи изминатиот период и се вратија долгови од минатото. Веќе од оваа година веќе ќе почнеме тековно да ги сервисираме врските. Во првиот квартал од оваа година скоро за 5% е зголемен извозот на земјоделски производи. Кај тутунот се постигна историски рекорд на цени и кај останатите земјоделски производи, но исто така и во воштарството. Така што можам да кажам дека тука е направен голем чекор напред, но тука не застануваме, продолжуваме понатаму. И убеден сум дека во периодот кој што следи ќе постигнеме уште подобри резултати, бидејќи тоа ни влегува во бруто домашниот производ. И тоа е многу важно за да се развиваме во правилна насока, а ние како влада ќе продолжиме да ги поддржуваме земјоделците. Што се однесува со договорот за стратешко партнерство со Обединетото кралство, денеска се подпишувам. Таму е македонска делегација во која што се подпредседателите на влада, едниот министер за транспорт, другиот за животна средина Николовски и Меджити. Таму е исто така министерката за образование која што има своја агенда поради настани кои што веќе се таму случуваат.
Денеска ќе се стави параф на тој договор, потоа ќе дојде во парламент пред пратениците. Ние шверцерски ништо не носиме, не злоупотребуваме европски знамења, ќе го видат пратениците тоа што следи. Тој проект е изградба на и поврзе Табановци со Гевгелија, реконструкција и модернизација на клиничкиот центар во Штип, заедно со зграда за медицински факултет и студентски дом, изградба на болницата во Кичево заедно со здравствен дом и целосна реконструкција на клиничката болница во Тетово. И тука не застануваме, бидејќи се уште имаме најмалку уште 60% кој што ни е на располагање. Таков начин се гради државата, наместо како по принципот до сега што беше во минатото кога се крадеше. Ќе има истрага за модуларната болница. Само секунда. Молам? Дали е предвидува овој договор да се има имигранти? Знаете, на тоа прашање даде одговор и амбасадорот на Обединетото кралство, кој што беше многу јасен. А тој одговор е дека апсолутно нема таква работа. А таа тема се наметна откако беше во Албанија договор помеѓу премиер и премиер на една земја од Европската унија за изградба на кампови каде што Албанија ќе прими мигранти неколку десетицилјади. И сега тоа аналогно на тоа се пренесе таа тема тука, но таа тема е затворена. Јас разбирам дека дел од опозицијата и малкумината нивни поддржувачи се обидуваат да растурат пердови, мислејќи така дека ќе го оцрнат овој стратешки договор и дека ќе нанесат штета на имиджот и работата на владата. Тоа е исто како сега да треба да одговорам јас на прашањето како го коментирате ноќта, а сите гледаме дека е дење. Така што јас тука би ја затворил оваа тема, бидете спокојни, таква работа кај нас ке нема. Ќе има одговорност за модуларната болница. Тогаш бевте кај едно семејство и му вестите дека ќе има одговорност за пожар. Меѓу тоа се слуша еден Апсолутно да, но истрагата не ја води владата. Истрагата ја води обвинителството. Пресудата ја носат судовите. Ние многу пати во минатото сме кажале дека тие нити имаат кредибилитет, нити имаат легитимитет. Бидејќи судиите и обвинителите во минатото знаете каде се бира, во штабовите на СДСМ и Демократската унија за интеграција. И логично е, вие што очекувате, какви пресуди да носат тие судии и тие обвинители? Логично е дека ќе носат такви пресуди за братот на поранешен министер. Нема сигурно да донесат поинаква пресуда. Тие судии, тие обвинители, така ќе обвинуваат и така ќе судат. Се додека не настане целосен ресет во системот. А за да настане целосен ресет, ние сакаме да ги почитуваме законите и уставот. Ние не сакаме да работиме дивјачки како што некој тоа го правеше во минатото. Апсолутно, додека јас сум премиер, гарантирам правда за секого. Нема граѓани од прв и втор ред, сите сме исти пред уставот и законите и така ќе продолжиме да функционираме. Така што го повикувам обвинителството, уште еднашка, да ги преиспита сите оние случаи кои што во минатото беа заташкани. Меѓу нив е и случајот во модуларната болница, Ласкарци, Беса Транс и така натаму, вклучително и овој последниот во Кочани. Секој кој што има и најмала вина, вклучително и јас, да биде одговорен. Без разлика од која политичка партија дојде. Дали ја следите состојбата во Кочани со семејствата на повредените, нели се жалат на многу? Напредуваме, до каде е спроведувањето на реформите и како сте задоволни од сето тоа, да се каже дека ги исполнуваме домашните задачи? Апсолутно, да, се трудиме. Има работи кои што треба повеќе време, има работи кои што за пократко време ги реализираме и практично бројките тоа го говорат. Јас сум презадоволен од досега сработеното, се разбира секогаш може повеќе, но имајќи предвид во каква состојба беше државата пред една година, тогаш може да кажам дека со многу труд со колегите во владата, со огромно вон сериско залагање на членовите на владата, ние доаѓаме до ситуација да испорачуваме она кое што е потребно на граѓаните и така и ќе продолжиме, без разлика од која политичка партија доаѓаат, без разлика дали се од власта или од опозицијата, без разлика од кој етникум или конфесија или политички се неопределени или независни и така натаму. Нашата заедничка цел, колективна цел е оваа татковина наша заедничка да се развива и доди напред. Само преку вакви
проекти ние можеме да одиме. Премиере, во Чаир секојдневно растат демографите. Вчера ја видовме градоначалничка Данела Соцка додека Генерална статистика имам на државно ниво. И ценам дека не случајни се оние скокови во економијата кои што се во првите 5 во Европа од 3,2%, 3%, а сега очекувам за првиот квартал оваа година да дојдеме и до 4%, не би се изненадил, ако бидеме меѓу 3,5 и 4%, со што ќе бидеме меѓу првите најбрзо растечки економии во Европа. Тоа значи дека како влада во изминативе речиси година дена го сопревме слободното паѓање, ја консолидиравме државата и вративме со инвестиции. Само со инвестиции преку вакви реални проекти, пат, асфалт, водоснабдителни системи, канализации, можат граѓаните да имаат подобар и поквалитетен живот. Наместо кал, сега асфалт. Наместо бунари да добијат прочистена вода за пиење или техничка вода. Да имаат организирани системи за одведување на отпадните води. Тоа е она кое што ние како влада сакаме да им го дадеме на граѓаните, бидејќи ние практично работиме за тоа што тие нас не плаќаат, а не е обратно. И кога политичарите ќе сватат дека треба да бидат слуги на граѓаните, тогаш ќе ја биде државата. Спротивно, ќе ни се случуваат примери како што беше во минатото. Утре се со Каја Калаш. Какви чекори се предземат за да се гради довербата, дека така и министерот во кој смисол довербата? Зборите со Бугарија? И каков став ќе заземете во однос на обврските кон Европска унија и ставните измени? Знаеме дека сте само за соодложено дејство, меѓутоа ќе барате ли поддршка за тоа? Да, благодарам на прашањето. Прво можам да кажам дека ја почитувам исклучително добри односи имам со Каја Калас, која што е висок представник на Европската унија за безбедност и надворешна политика. Ке ве подсетам, ние како држава бевме прва држава во регионот, тоест министерот Муцунски беше прв представник и министер за надворешни работи од регионот кој што потпиша договор со Европската унија за заедничка надворешна и безбедносна политика. Тоа е еден од низата стратешки договори кои што ова влада ги потпишува овој период. И тука треба сите ние да сме свесни за успесите кои што ги правиме. Што се однесува до градењето доверба, јас сум секогаш прв и прагматичен човек и политичар. И тука немам никаква дилема дека треба да градиме подеднаква доверба со сите соседи, вклучително и со Бугарија. Ние немаме никакви проблеми да го прошируваме нашиот устав со, да речеме, дел од хрватите кои што живеат кај нас, бидејќи македонците се дел од хрватскиот устав. Ние немаме проблем да зборуваме за црногорци, словенци и така натаму. Но имаме проблем да прифаќаме ултиматуми. Јас не сум човек кој што прифаќа ултиматуми. И никогаш нема да си дозволам да преговарам за нешто кое што знам дека представува огромен проблем и фрустрација за македонските граѓани, за албанските граѓани, за турските, за сите оние граѓани во Македонија кои што се составен дел од уставот. За жал, тоа го правеше еден министер во минатото, преговараше за мојот македонски идентитет. И направи грешка. И ако мисли дека тоа ќе го заборавиме, се лаже. Ние ќе бараме начин, ќе градиме доверба. И ќе го решиме ова. Дали оваа генерација или некоја следна ќе го реши. Тоа ќе остане во колективната меморија каква штета нанесе тој човек на македонскиот идентитет и на македонскиот народ со почитување. Ако тој не го почитува својот сосед, тогаш не го почитува ни своето семејство, ни својот народ. Тој проблем кој што тој човек го направи. Денеска нас не доведе во една ваква ситуација од шампиони во регионот, па и би рекол во Европа, да не можеме да почнеме се уште преговори со Европската унија. Не убеден сум дека ќе се изнајдат решенија, ќе изнајде и механизми Европската унија и Македонија ќе го добие заслуженото место да биде дел од таа маса, бидејќи одамна тоа го заслужуваме, бидејќи нашиот пат го почнавме уште пред 2,5 децени, кога другите држави во регионот уште сонуваа за Европската унија. И ние многу пати покажавме и во историјата дека како држава и како граѓани сме проевропски и така и ќе продолжиме да се однесуваме. Го споменавте изборот шампиони, посебно чисто преубава можност. Јас немам што многу да додавам од тоа што го кажа
и градоначалникот и министерот, ми преостанува само да му честитам на градоначалникот за фокусираната и посветена работа која што ја врши. Да му се заблагодарам на секој еден кој што ја поддржува работата на градоначалникот, бидејќи овие проекти се доказ дека одлично си ја врши работата како градоначалник. Исто така да му се заблагодарам и на министерот, на членовите во владата, на пратениците во Македонското собрание за поддршката која што ја даваат на оваа програма на владата, која што подразбира реалоцирање средства од централниот буџет и фокусирање на реални проекти за граѓаните. Еден од тие проекти е овој на кој што денеска ние стоиме. Министерот кажа дека во вториот повик имаме повеќе од 2,5 милиони евра проекти кои што ќе бидат финансирани за општина Желино, а во првиот повик некаде над 800.000 евра. Тоа ќе каже вкупно околу 3 милиона и 300, 3 милиона и 400.000 евра директно од буџетот кои што ќе бидат финансирани за општина Желино проекти. Јас само можам да посакам уште повеќе вакви проекти, бидејќи ова се потребите, реалните потреби на граѓаните. Ова се потребите на македонската економија, се разбира, компаниите кои што ова го градат, и наша задача како влада е да обезбедиме подеднакви правилни услови за развој на сите делови од целата територија на државата. Без разлика дали таму живеат македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци или останати. Нема делба, секаде подеднакво се развиваме и секаде подеднакво ќе инвестираме. Додека јас сум претседател на владата, гарантирам подеднаков развој на секој метар квадратен територија на Македонија. Ви благодарам. Ако имате било какви прашања, дали имате нека статистика на колку повеќе и да означиме завршување на градежните активности на овој многу значаен пат за локалното население. Оваа посета практично и потврда дека ветувањата на оваа влада предводена од претседателот Мицковски се реализираат, се основа за потребите на граѓаните во насока на подобрување на инфраструктурата, во насока на зголемување на нивната безбедност и во насока на зголемување на животната средина. Само да подсетам, општина Желино при првиот владин повик доби 51 милион денари. На вториот владин јавен повик општината аплицираше со 15 проекти во висина од 160 милиони денари. Дозволете ми само да кажам дека покрај оние приближно 1200 проекти кои што произлегуваат од првиот и вториот владин повик, вчера имав прилика да подпишам нови 38 договори за нови 38 проекти од програмата која што Министерството за локална самоуправа ја спроведува во насока на намалување на диспаритетите помеѓу општините. Нови 87 милиони денари кои што за многу скоро ќе влезат во реализација, и ова е тоа што оваа влада го прави транспарентно, отчетно, максимално посветено во насока на реализација на проекти од инфраструктурата кои што соодветствуваат на потребите на граѓаните. Ви благодарам и нека е Ирлија. Nderuar kryetar Kasami, të nderuar deputet, kryetar komunash nga rajoni i Pollogut, të nderuar ministra, të nderuar media dhe të dashur bashkëqytetar. Pas më shumë se 40 vite pritje, sot fillojmë dhe përfundojmë ndërtimin e rrugës Pallatis Tetov. Kjo nuk është vetëm një rrugë, është kthimi i dinjitetit qytetarëve që kanë pritur me dekada. Është përmbushja e një premtimi të dhënë dhe një borxhi institucional që po e shlyej me punë konkrete. Ky projekt përfshin 1500 metër gjatësi të rrugës, 5 metra gjerësi asfalt dhe deri në 6 metra së bashku me bankinat. 500 metër mur mbrojtës, si dhe një urë e gjatë prej 11 metrësh, e cila rrugë në total ka vlerën e 27 milion denar, nga cilat 20 milion denar i siguroi qeveria e Republikës Maqedonisë Veriut, ndërsa 7 milion denar janë kofinansim nga buxheti i komunës Zhelinës. Sot, me ne është edhe kryeministri i vendit, një dëshmi e qartë se bashk në nivel lokal dhe qendror jemi të vendosur ta çojmë përpara zhvillimin jo me fjalë, por me vepra. Po punojmë në çdo cep të komunës sonë, po japim fund harresës, izolimit dhe padrejtësisë. Në Pallatic dhe në çdo vendbanim të komunës Zhelinës
sot punohet si asnjëherë më parë. Projekte të ngjashme si ky janë duke u realizuar njëri pas tjetrit gjithandej, sepse qytetarët tanë meritojnë më shumë dhe për ta jemi të angazhuar ne. Me ne ka punë, me ne ka zhvillim, me ne ka ndryshim të vërtet. Komuna e Zhjelinës po ecën përpara jo me premtime boshe, por me asfalt, me ura, me kanalizime, me ujësjellës, me shkolla dhe me dinjitet për çdo fshat dhe çdo qytetar. Me ne vendbanimet nuk harrohen, ata zhvillohen dhe lidhen më mirë me njëra tjetrën dhe ecin përpara. Ky është vizioni ynë dhe ky është ndryshimi që po e bëjmë realitet çdo ditë dhe gjithandej ku udhëheqim na. Faleminderit gjithëve për vëmendjen.